Кампањата за претседателските избори во Соединетите држави влегува во финишот. Социјалните мрежи и телевизиите се преплавени со реклами кои се обидуваат да ги придобијат гласачите. They said it couldn't be done, but President Trump did it. И Доналд Трамп, I will not abandon you. We're all in this together. и Џо Бајден And together, се насекаде, и на телевизиите, и на социјалните мрежи. The television advertising campaigns are generally persuasion campaigns. They're just trying to change hearts and minds. Професорката од Универзитетот на Сиракуза, Дженифер Стормер Гали, предводи проект кој ги анализира претседателските рекламни кампањи на Facebook и Instagram. Campaigns use social media ads to raise money, to find voters, and also to get a better picture of who their supporters likely are and what their supporters get excited to hear. Таа објаснува дека партиите прават повеќе видови реклами за социјалните медиуми, а потоа гледаат како гласачите реагираат на нив. And so they'll run hundreds of variants of an ad to see what message really speaks to voters, and the one that gets engagement, that is clicks back to the campaign website, those that are ones that they're more likely then to run more broadly. Доколку кликнете на рекламата, веднаш започнува собирањето на вашите лични податоци. And if they don't yet have you, now they have you in their databases and can then start building profiles that predict whether or not you're likely to vote for them on election day, and then what kinds of messages they should be sending to you on Facebook to try to get you to turn out to vote or to get more involved. Рекламите на социјалните мрежи представуваат повик за акција. За разлика од нив, оние на телевизиите ги потенцираат карактерот, лидерството и политиките на кандидатот. Стормер Гали вели дека овде има голема разлика меѓу Бајден и Трамп. In his advertisements, he's more likely to talk about issues than Joe Biden is. Biden has kind of been running as the anti-Trump, and so you don't really see him talking at length or really in too much extent about policy and issue topics. Рекламите на телевизиите се многу поскапи од оние на социјалните медиуми, а експертите велат дека нивното влијание секој изборен циклус станува се помало. Анализите за трошењето на парите во кампањата покажуваат дека Трамп троши за 22% повеќе од Бајден за промоција на социјалните мрежи, додека Бајден троши за 28% повеќе од Трамп за реклами на телевизиите. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.